За само една година цените на сите производи во малопродажба се зголемиле за повеќе од 30%. Граѓанските реакции се дека денеска за истите продукти даваат двојно повеќе пари отколку пред една година. Ударот врз џебот на граѓаните започна веднаш по воениот конфликт во Украина со растот на цените на маслото, пошто офанзивата на цените продолжи жестокот, а бајракот на поскапувањата го носеше зејтинот. Недолго по ценовната кулминација неговата цена почна да паѓа, но во следните месеци поскапеа сите производи. Производителите беа притиснати со високи енергенси и други трошоци, а на нив им се придружија и некои трговци со комплетно нереални, шпекулантски и нефер цени. Така, на највисоките ценовни полици беа ставени брашното, тестенините и лебот, јајцата, месото, кафето, шеќерот, оризот, гравот и останатите земјоделски култури. Бројките кои ги објавува Државниот завод за статистика говорат дека во периодот од една година најмногу поскапел лебото, дури 40%. Потоа следува месото кое поскапело 30%, а нешто повеќе или 36% млекото, сирењето и јајцата. Маслата поскапеле 20%, а раст забележаа и сладките продукти, и тоа за високи 18%. Растот на цените предизвикува безброј реакции кои имаат силно влијание врз сите сегменти од општествениот, но и политичкиот живот и кои засега не застануваат. Сите очекувања се дека состојбата на еден или на друг начин ќе се подобри.